Од денеска, компанијата Амфенол го започна одбележувањето на 10 годишнината од основањето и започнувањето со работа, а главниот настан е закажан за 23 октомври во градскиот парк во Кочани, кога ќе настапат популарните Гоца Тржан и Лозано. Денеска организациониот тим на Амфенол на пригоден начин им ја предаде донацијата на детската градинка Павлина Велјанова. Денеска овде сме собрани да изразиме едно големо благодарам до директорот на компанијата Amphenol Technology, до сите вработени кои овозможија ова што се случи денес да биде замислено, да биде реализирано. Во соработка со компанијата Amphenol, во соработка со директорот и со неговите соработници, денеска овде сме за да промовираме една просторија која адаптиравме да биде занимална, кои тие луѓе, како што е директорот и многу други, овозможија да ја преадаптираме и да ја направиме стимулативна средина, за да можеме да примаме повеќе дечиња во овој објект. Малку сум возбуден повеќе од обично работам во друга средина, во други услови, и тоа ова е прекрасно, ова да го видите, значи дава само мотивација да што повеќе се помага, што повеќе се зголемува соработката, бидејќи овие дечиња тоа го заслужуваат и секако раководниот тим на градинката кој што е амбициозен и кој што се труди што повеќе да обезбеди подобри услови, така да можам само да изразам огромно задоволство за тоа дека на вистинско место сме ги насочиле средствата и дека сме направиле вистински потек. Мислам дека ова многу малку за оваа институција и за овие дечиња, меѓутоа во иднина ќе продолжиме секако и како и секоја година ќе донираме, ќе најдеме начини што е најпотребно и тоа што е во нашите можности да го изреализираме. Денес поздравуваме една од низата донации кои обштествено одговорната компанија Amphenol ги прави долги години. Ово се покопува и со нивниот 10-годишен јубилеј, 10-годишно постојање полисуви во општина Кочани. Се надевам дека нема да биде последна ова донација, ќе следат уште многу други. И во прилика само благодарност од името на општина Кочани, од институцијата јавна установа детска градинка Павлина Велјанова, од името на дечињата кои ќе представуваат тука, за условите кои се возможени со оваа донација, честитки за јубилејот, со среќа да се служите. Потоа пред општинската зграда Амфенол ги донираше автобуските постојки, наменети за јавниот превоз, а донацијата ја прими градоначалникот Љупчо Папазов. Сепак ние имаме 3000 вработени, голем дел од тие се откочени од овој регион и нашите вработени всушност ќе користат сигурно дел од овие автобуски постојки и секој сите граѓани на општина Кочани, така да мислам дека една соодветна активност, односно соодветна донација усогласена заедно со општината, мислам на обострано задоволство. Ангажиравме изведувач на 3 комплетно нови, а останатите беа реконструирани така зависно од состојбата во која се наоѓа и да бидат така унифицирани и малку да имат така освежување и да делуваат и секој се во сина боја во боите на Амфенол. Благодарност од името на општина Кочани, благодарност од граѓаните. Како што кажа директорот, 4 реконструирани постојки, 3 ново поставени локации и места кои се одредени заедно во консултации со стручните служби во општина Кочани, ќе представат можност граѓаните и вработените во компанијата Amphenol да ги користат во секакви услови, и во летни услови кога се сончеви деновите, и во зимски услови кога има врнежи и временски непогоди. Ова се места на кои ќе се задржуваат голем дел од граѓаните, а во исто време и компанијата Amphenol и општина Кочани ќе може да се промовира. Тука ги имаме и поставено и мапите од линијскиот градски превоз, кој веќе стана препознатлив и се користи масовно од страна на граѓаните. На тој начин, општествено одговорната компанија уште еднаш ги потврди своите заложби за поддршка на средината во која функционира, придонесувајќи перманентно за понатамошниот развој во секој поглед.